почитувани гледачи, добре дојдовте. На ваше барање и на наше големо задоволство повторно се наоѓаме во Гелштат центар Младен Костик, Аспекти Исток. А дома не е психотерапевт, психолог Радмила Манчевска. Денешна тема на која ќе позборуваме е срамот, односно срамот како една од централните теми во психотерапијата. Срамот е еден вид неискажана епидемија, тајна зад многу форми на нарушено однесување. Исто така, високо корелира со депресијата, самоубиството и зависноста. Човекот чувствува срам кога групата не го одобрува неговото однесување и чувствува гордост кога групата го искажува своето одобрување. Но нешто повеќе ќе ни открие Радмила Манчевска. Така, прво добре дојдовте повторно. Драго ми е на соработката која што ја имаме. И многу е значајна темава за дискусија, баш заради тоа што срамот некако останува во позадина на психотерапевските, да кажеме, случувања, посебно кога станува збор интервенции, а е многу значаен и е база, како што и најавивте, на голем број пореметувања, поврзани и со депресија, поврзани со обсесивно-компулзивни пореметувања, поврзани со фобични пореметувања, значи некако се крие во позадина, зацкриен, ретко се препознава, а во основата на сите нив е, и добро е што еве овој пат ќе зборуваме за срамот. Меѓутоа, пред да појаснам, нели, кога станува збор за срамот, би кажала дека постои разлика кога зборуваме за нормален срам. Значи срам кој што е во основата на идентитетот на личноста, срам кој што е здрав, кој што ни овозможува поставување на одредени наши граници во секојдневното делување, срам кој што не прави да бидеме луѓе, да бидеме човечки битија, срам кој што ни ги поставува границите и целите на нашето действување. Тој е нормален срам, односно здрав срам. Ние овој пат ќе зборуваме за токсичен срам, невротичен срам, кој што е баш во основата на голем број пореметувања и кој што ретко се забележува во однос на одредени, да кажеме, интервенции, меѓутоа се значени. Луѓето кои што го имаат тој срам, имаат навистина големи проблеми и имаат потреба од интервенција соодветна за да може да им се помогне. Значи, како што кажав, постои и здрав срам и токсичен срам. Баш за токсичниот срам карактеристично она што го кажавте. Значи, тоа е она чувство кое што на некој начин не тера да се скриеме, да земјата да не проголта, буквално така кажано. Па и самиот збор има одредено индоевропско потекло, што значи да се сокријам, да ме нема, да не постојам и така натаму. Кои се причинителите на јавувањето на срамот и кога може да се појави срамот? Па причините за јавувањето на срамот се повеќе степени, да кажам. Имаме различни толкувања во однос на самото јавување, меѓутоа семејната средина е една од главните фактори кои што се јавува срамот. Тука може да се надоврази и генетскиот фактор, значи наследството, но ако кажам дека срамот е превербален, значи срамот се јавува до 2 годишна возраст, што значи дека веќе може да постои на 2 годишна возраст. Срамот едноставно, посебно кога станува збор за токсичен срам, се впива преку мајчиното млеко. Многу е значајно односот на семејството, односот на родителите. Многу е значајно колку родителите посветуваат внимание и одговараат на потребите, адекватните потреби на детето. Многу е значајно дали пружаат доволно љубов, доволно внимание. Значи, сето тоа влие врз создавањето на срамот. Исто така се значајни одредени искуства од животот. Значи, јас во моје психотерапевско искуство имам ситуации во кои што деца имаат интернализиран срам, значи срам кој што е впиен целокупно и се поистоветува со идентитетот на личноста како резултат на одредени препреки, на одредени пречки, спреченост. Значи,
Таа спречност може да биде од страна на наставници, значи во тој ран развој на детето може да биде во градинка, може да биде во почетокот на училиштето кога се свикнува, кога се привикнува на одредени училишни ситуации, обврски. Може да биде дури и како резултат на ситуацијата во семејството. Зошто? Затоа што детето, посебно кога станува збор за семејство, каде што имаме семејни расправи, семејство каде што имаме предбрачни конфликти, пред развод, значи брачни партнери кои што се пред развод. Детето најчесто во тие ситуации не може да свати дека тоа не е виновно. Значи не може да ги обвини неговите родители. Најчесто неговиот когнитивен развој е тој кој што условува да тоа мисли дека јас сум виновен за сето тоа. Значи јас не сум доволно добар. Штом јас не сум доволно добар, моите не ме сакаат, моите не сакаат да бидат заедно и така натаму. Значи тоа размислување тече во таа насока. И затоа е многу значајно, значи во раниот развој на детето, како постапуваат родителите. Значи не секогаш можеме да кажеме дека срамот е поврзан со несоодветниот воспитен стил, да кажеме, кога станува збор за автократско воспитување, авторитарно воспитување, каде што овде имаме многу строги правила, големи казни, а малку љубов. Значи може да се јави и во семејства каде што не се покажува доволно љубовта, не се покажува доволно заинтересираноста. Во тие случаи детето повторно се чувствува дека не е доволно вредно, дека не е значајно, и тоа може да биде исто така услов за создавање на тој токсичен срам. А токсичниот срам, верувајте, е како внатрешно краварење, затоа што личноста се чувствува празна, личноста се чувствува инфериорна, се чувствува омаловажена, се чувствува помалку вредна, дека не е вредна за внимание од страна на другите. Во одредени ситуации може да се јави срам од срам, значи личноста се срами да го покаже собствениот срам, и тука имаме одредени повторно од реакции кои што можеме тоа да го согледаме. Така. Дали постои поврзаност помеѓу чувството на срам и вина? Така. Значи постои поврзаност помеѓу чувството на срам и вина, баш заради тоа што честопати со вината условува одреден срам, меѓутоа ние не можеме да кажеме дека помеѓу нив двете постои знак на еднаквост. Зошто? Затоа што срамот е поврзан со целокупното битие на идентитетот на личноста. Значи, пак зборам за тој невротичен срам. Ја обзема целокупната личност. Значи, личноста се срами од сопственото битие, без некои објективни проценки. Значи, тука веќе имаме ирационални проценки во однос на доживувањата на себе. Додека вината е чувство кое што се јавува кога нешто ќе направиме што не треба, кога некого ќе повредиме, и во тој случај, нели, се јавува одредена реакција на вина. Сега санкцијата, да кажеме, за срамот е напуштањето. И баш заради тоа луѓето постојано се обидуваат да го прикријат својот срам од страв да не бидат напуштени. А санкцијата за вината е казна, која што условува одредена промена на однесување, на постапка и така натаму. Сега, кога станува збор за срамот, многу тешко може да се помине и надмене и покрај, да кажеме, одредени извинувања од страна на другите, убедувања и така натаму, сепак тој останува во личноста затоа што е поврзан со целокупната личност, со структурата, со целокупното битие на самата личност. Каква е личноста што се соочува со срамот? Личноста која што се соочува со срамот се карактеризира со одредени карактеристики кои што се прво поврзани со негативното мислење за себе.
Значи, личноста себе си се гледа на еден негативен начин, се проценува на еден негативен начин, мисли дека е помалку вредна, дури за одредени способности кои што ги има, едноставно ги умаловажува. Таа негативна се критикува постојано, значи имаме една остра критика, личноста се презира самата себе си, буквално си врши тортура на самата себе си. Јас имам едни примери, едни цртежи кои што може тоа многу убаво да го кажат. На кој начин личноста си ја врши тортурата? Ова е една слика која што е направена од клиент кој што буквално има проблеми со срамот и тука е на сликовит начин прикажан каква тортура личноста врши на самата себе. Значи, многу тешко, болно чувство, болно доживување, чувство на празнина, чувство на омаловажување, чувство на невредност која што личноста си ја создава кај себе си. Понатаму, кај овие личности е карактеристично што создаваат лажно јас, идеализирана слика за себе и со тоа лажно јас тие се обидуваат да побегнат од тој срам и од тоа чувство и тоа лажно јас или таа идеализирана слика може да биде перфекционистичка. И доколку тие се споредуваат со таа перфекционистичка слика за себе, значи уште повеќе срамот може да се зголеми. Имаме луѓе каде што пак од друга страна себе си се гледаат преку минималистичка слика, односно се прикажуваат себе си како жртвени јагниња во семејството. Значи тоа исто така е еден вид на реакција на јавување на срамот. Карактеристично за овие личности е што вршат проекција на собственото доживување во очите на другите. Што значи тоа? Тоа значи дека тугите реакции ги гледаат преку собствените доживувања. Значи тие за себе си се мислат дека се помалку важни, дека се помалку вредни, дека се помалку способни и кога одредена туѓа реакција гледат, тие ја проценуваат на тој начин, дека другите мислат дека она што тие го прават е недоволно вредно, недоволно значајно и на тој начин уште повеќе запаѓаат, односно ја создаваат таа слика или таа мрежа на срам која што се создава кај нив. Дали личноста која низ детството минувала низ проблеми како на пример родител алкохоличар, проблематичен развод, злоупотреба и други непријатни ситуации, дали тоа може да се одрази на таа личност? Секако дека може да се одрази, значи одредени агресивни реакции, воспитувања, каде што немаме почитување на детската личност, каде што не се почитуваат потребите на детето, уште повеќе создаваат тој интернализиран срам, односно срам кој што е токсичен. Значи, агресивноста создава срам. И не само срам, со тој срам одоцна личноста сакајќи да го сокрие, едноставно се брани преку агресија. Значи, ние кога зборуваме за начини, например, на манифестирање сега за срамот, многу е значајно што срамот во основа ние го препознаваме преку тие одредени физички карактеристики. Значи, преку наведнување на телото, склопување на рацете, тргање на погледот на страна, понатаму може да се јави црвенило, потење, меѓутоа во одредени ситуации кога личноста се чувствува загрозена дека срамот може да биде препознаен од страна на другите во средината, може да се јават и одредени агресивни реакции и испади што не е својствено, нели, за сето тоа. Сега кажав во почетокот на разговорот дека срамот, посебно невротичниот срам, може да биде основа за јавување на одредени анксиозни реакции, посебно фобичните реакции, обсесивно-паничните напади, исто така може да бидат во основа на срамот, меѓутоа во основа на срамот може да биде и склоност кон одредено девијантно однесување поврзано со алкохол, поврзано со земање на наркотични средства и така натаму.
Дали личноста со срамот може да има емоционални испади? Баш за она сега зборевме, значи може да има емоционални испади, во случај само кога ќе се почувствува, зависно и од личноста, нели, кога ќе се почувствува загрозена во насока дека незиниот срам всушност ќе биде виден од другите од средината. Затоа што во основата на тоа пореметување е покажување пред другите. Не сакам да се покажам пред другите. Ако се покажам пред другите, другите ќе видат колку сум несовршена, инфериорна, колку сум неспособна. Најчесто тука имаме размислувања, значи станува збор за ирационални размислувања во однос на себе. И најчесто луѓето кои што патат од срам, постојано во својот говор ги користат зборовите колку сум глупа, колку сум неспособна. Кај младите најчесто е застапен зборот за бегана, карактеристичен во однос на јазикот кој што го користат и така натаму, значи различни видови на омаловажување, значи преку зборувањето може да се види каков однос има личноста кон самата себе. Како можеме да им помогнеме на личностите кои се соочуваат со овој проблем, со срамот? Пред да кажам како можеме да им помогнеме, сепак е прво значајно да кажем кои манифестации ги има срамот. Значи, една од манифестациите ја начинавме физичките, нели, телесните манифестации. Втората манифестација е на емоционално ниво. Значи, на емоционално ниво покрај тоа што тие чувствуваат срам, кај нив покрај тоа што имаат чувство на инфериорност, кај нив се јавува чувство на осаменост, на тага, на недоволна разбереност и прифатеност од средината. Знаете, живееме во средина во која што може често пати и во школските денови или тинеџерските денови има ученици и деца кои што ќе забележат некои други кои што се срамат и веднаш ќе почнат да ги задеваат. Уште повеќе тука проблемот со срамот ќе се надоврза и ќе се зголеми и не е така едноставно да се надмине. Понатаму тука проблемот е со однесувањето. Значи на одредено когнитивно ниво и бихевиорално ниво. Значи во однос на бихевиоралното ниво е однесувањето кое што тие го манифестираат. Значи тие се обидуваат да побегнат од самата ситуација, дали тоа ќе биде физички да може да побегнат, дали ќе биде на некој начин одсутни, мисловно или така едноставно ќе седат свиткани и нема да реагираат. Тука е карактеристично одредена мускулна здравеност може да се јави, па може да се јави молчење, значи пелтечење, проблеми во говорот и така натаму, што е карактеристично за срамот во таа ситуација. Значи на когнитивно ниво е помислата, значи тие се ирационални мисли дека личноста е неадекватна, дека личноста никој не може да ја разбере, значи една негативна слика за себе, која што негативна слика за себе е во основата на тој однос, значи однос на омаловажување кон себе, презир кон себе и чувство на празнина и изолираност. Така. Како што испомнав, како можеме како можеме да им помогнеме? Значи има повеќе начини кога станува збор за срам кој што е токсичен, кој што е невротичен. Многу е значајно дека треба да се третира психотерапевски. Затоа што не е едноставно. Третманот со срамот бара време, бара енергија и посветеност, така, и трпеливост. Посебно кога станува збор за луѓето кои што го имаат тој срам и за оние најблиски кои што се соочуваат со тој срам. Значи, имаме повеќе начини, значи гешталт психотерапијата, една од начините е работа на срамот, односно работа
на непријатноста која што се јавува во текот на срамот. Значи, освестување, зголемување на свесноста за процесот на срамот. Целта не е целосно елиминирање, затоа што срамот, како и стравот, што има одредени одбранбени функции за организмот. Меѓутоа, кога тоа е пренагласено, кога тоа е преинтензивно и претерано, тогаш нели треба да интервенираме. Значи, една од начините е работа на освестување на постоењето на срамот, работа на тој ирационален начин на гледање на срамот и гледање на себе си. Значи, кога се јавуваат тие негативни мисли, што се случува, во кои ситуации, кога прв пат се јавуваат, работа на сликата на себе, затоа што личноста има една негативистичка слика за себе, значи да се делува во позитивна насока, она што е значајно за семејството е многу битно, да на некој начин не го критикува срамот кој што личноста го исполнува, туку напротив да се обиде да разговара. Значајно за тие личности, првиот чекор кој што е потребно да го сторат е да признаат дека срамот постои. Па дури и кај здрави личности срамот тешко се признава. Што се случува, да кажеме, во средини во кои што се јавува срамот кај, да кажеме, здрава, нормална личност, меѓутоа личноста може би е малку по интровертна, малку по срамежлива и ќе се зафракаваат во друштво, се заедно се и може би личноста ќе се засрами и некој од присутните ќе каже ти се засрами, се вцрвени, и доколку личноста се обиде да го негира тоа, не се вцрви, значи уште повеќе ќе се вцрви. Значи еден од и кога станува збор за здрав срам, многу значајно е да се пристапи кон прво признавање. Значи да, се вцрвив. Постоењето на срамот не значи неспособност. Значи, постоењето на срамот значи одредено доживување и чувство. И многу е значајно тоа да го поврземе, дека ние можеме да бидеме компетентни, меѓутоа може и да сме малку посрамежливи. Самото признавање на тоа сушност овозможува и отварање на пат на работа со срамот. Баш заради тоа што, еве, завршувам со одредени работилници кои што се поврзани со анксиозните расстройства, во втората половина на февруари веќе почнувам со работилници кои што се поврзани со срамот. Значи, овие искуствено едукативни работилници се наменети не само за оние кои што имаат проблеми за срамот, туку се наменети за сите кои што сакаат малку повеќе да работат на себе си, кои што сакаат малку повеќе личен раст и развој, кои што сакаат малку повеќе да дознаат за одредени внатрешни своји аспекти кои што сепак може да бидат поврзани, па дури и за стручни лица, психолози, педагози кои што работат со одредени лица. Па затоа и кажувам, значи во голем степен може групната работа, посебно контактите со другите, да влијае врз подобрувањето на целокупната психичка состојба која што е предизвикана, да кажеме, од јавувањето на тој токсичен или невротичен срам. Самото соочување, самиот начин на реагирање, самото искажување, разработката на тие ирационални мисловни шеми кои што се јавуваат, значи можат да влијаат врз олеснувањето на сето тоа. Значи исто тука имам и одредени вежби поврзани со дишење, кои што ќе помогнат во одредени ситуации извесно релаксирање и олеснување. Баш затоа ги повикувам сите оние кои што се заинтересирани, ќе биде објавен настанот на Facebook страната, може да ме контактираат на мојот телефонски број за подетално објаснување околу тоа. Така, во колкав степен срамот е поврзан со социјалната анксиозност? Како што и на почетокот кажав, во голем степен може да биде поврзан. Значи, срамот може да биде основа за јавување на одредена социјална анксиозност, односно за јавување на социјална фобија.
затоа што социјалната анксиозност е страв од комуникација со другите луѓе, страв да не погрешиме, страв да не бидеме исмејани, страв да не се засрамиме пред другите. Значи во голем дел срамот влијае врз јавувањето на социјалната анксиозност. Срамот најчесто е придружуван со одредено чувство на непријатност. Како се јавува таа непријатност и од каде потекнува? Значи, тоа е придружно чувство на срамот. Непријатноста се јавува како реакција на сознанието дека еве, ние сме се засрамиле. Еве, ние ќе видиме видени од страна на другите ќе видат колку сме несовршени, колку можеме да сгрешиме, колку ќе испаднеме глупави во очите на другите и така натаму. Значи и со тоа се јавува и непријатноста. Сега ние во нашава работа работата со непријатноста е значајна. Значи, кога ќе се јави непријатноста, често може да се јават и одредени отпори. Штом се јават отпорите, значи ние веќе имаме поле на работа која што е многу значајна. Затоа, прифаќањето на непријатноста може да биде и позитивно. Значи, во насока, кога личноста ќе ја прифати непријатноста и кога ќе работи на непријатноста, тогаш веќе може да се создаде основа за развој на личноста и основа за надминување на проблемот кој што личноста го има. Така. Дали може да се влие врз намалувањето на срамот и дали постои посебен начин на делување? Значи, еден од начините кажав, неколку начини кажав на делување на срамот, секако дека може да се влие. Значи, кажав кога станува збор за здрав срам, а сепак чувствуваме одредена попреченост, битно е прво да си го признаеме дека постои кај нас, битно е да разговараме со другите луѓе околу нашиот проблем, околу срамот, да го прифатиме како таков, да се прифатиме себе си дека не сме богови, дека сепак и ние грешиме, значи да не дозволуваме таа идеалистичка слика или перфекционистичка слика да влијае со нашето однесување, затоа што колку повеќе перфекционистичката слика за нас влијае, толку ние повеќе се оддалечуваме од нашите потреби. Со самото оддалечување од нашите потреби, значи автоматски ние не се сакаме. Значи луѓето кои што имаат токсичен срам не се сакаат себе си. Нема љубов кај нив, затоа се чувствуваат празни. И секој обид на одредена позитивна емоција кон самите себе, кај нив се јавува чувство на збунетост, закочување, попречување, тие најчесто себе си се попречуваат. И затоа е многу значајно тука во тој дел да се обидеме, да разговараме во позитивна смисла на зборот со нив, да на некој начин да ги насочиме кон нивните јаки страни, нивните вредности кои што ги имаат, тие ги игнорираат, тие не ги гледаат своите јаки страни, тие постојано се насочени кон некакви недостатоци кои што ги имаат и мислат дека тие недостатоци се страшни. Јас кажав дека носам, еве сега се потсетив во однос на попречувањето и други цртежи со себе, каде што еве овде можете да видите доживување на попреченост, значи во однос на искажувањето на себе си. Во овој дел можеме да видиме како личноста се чувствува, значи тука она е кнедла во грлото, неможност од искажување, спречување и така натаму. Имаме една интересна слика која што е поврзана со доживувањето на срамот кај едно мало девојче од 5 години, кој што, еве, буквално кажува дека срамот буквално мене целосно ме вкочанува. Значи, буквално не можам да мрднам. И тоа е она сликовито прикажување, баш срамот, како срамот влијае всушност врз нас. И затоа е добро да во голем степен ние ги охрабриме и ги насочиме нив кон одредени позитивни размислувања. Тоа не е едноставно, кажав, меѓутоа да на некој начин бидат свесни дека сите ние имаме и слабости, меѓутоа имаме и јаки страни. А како за крај совет до нашиве гледачи во врска со срамот, што им препорачувате? Веќе спомнавте. Така, спомнав, значајно е, значи да се само процениме,
да бидеме свесни дека ако постои некој срам кај нас, тоа не значи дека е нешто опасно, меѓутоа да сме свесни доколку тој срам не кочи во секојдневните активности, во кои што тој срам со него избегнуваме одредени наши професионални успеси, напредок, тој срам чувствуваме дека сме безвредни, постојано си критикуваме, значи предизвикува кај нас вознемиреност, предизвикува напнатост, тогаш е потребно навистина интервенција на стручно лице и не треба да се чека, затоа што кажа во основата на голем број на пореметување на личноста всушност е срамот. Јас ви благодарам за одвоеното време, за вашата соработка и што повторно сме ваши гости. Ви посакувам успех и пред се здравје и ви благодарам за несебичните совети до нашиве гледачи. Така, ви благодарам и јас за оваа прекрасна емисија и се надевам дека со тоа можеме барем на некој начин да допреме до одредени теми и работи кои што се значајни и кои што се битни, затоа што срамот не е во мала застапеност, посебно кога станува одредено пореметување, значи околу 10% со истражувањата покажуваат дека луѓето патат од овој проблем. Така, ви благодарам. Вие, драги гледачи, се надевам дека со право го задржавме вашето внимание. Не заборавајте ги овие совети на психотерапевт, психолог Радмила Манчевска и не дозволувајте срамот да ве обземе. Сепак, запомнете ги вашите вредности и борете се. Ве оставам во добро расположение, пријатно.